treba da prestoljuješ. No tatko, ne možem da zamislim, дека treba да се разделише помој што најмногу го сакаш. Немој, Сара, не тагувај. Ти знаеш дека ова мора да биде вака. Да беше жива мама, немаше да биде тешко, бидејќи нема да беш сама. А вака... Но, Сара, ти се молам, немој да ми го натажуваш срцево со спомени од мајката. Но не знам како ќе се навикнам без неа. И мене ми е тешко, исто колку што ти е тебе. Но запомни, љубовта што имавме со мајка ти, сега ќе не храбриш да одиме понатаму без неа. Татко, верувам дека спомените, љубовта према неа нема да застане, никогаш. Верувам дека ќе биде така. Ајде сега да одиме, бидејќи мене може да ми избега гродот. Уште еднаш ќе те замолам, татко, да дојдам и јас со тебе, да не бидеме разделени. Затоа ти објаснам. Таму, каде што ќе одам, е многу опасно и страшно. А јас тебе не сакам да те изложивам на тоа. Го знам тоа, татко, но јас ќе ти приготвам јадење, столби напитоци. Со мојот партнер треба да копаме рудници и ќе бидеме зафатени по цел ден. Значи, таму ќе биде како да не сме заедно. Тогаш добро, нека биде така. Само гледај да се вратиш што побрзо. Ако успееме со мојот партнер да пронајдеме дијаманти, тогаш ние ќе бидеме многу богати. Татко, ти се молам, немој да ми зборуваш за материјални богатства. Мене ми треба духовно богатство и ти да ми се вратиш жив и здрав. Сигурно дека ќе се вратам. Ајде сега да одиме, бидејќи може да ми избега бродот. Татко, еве го, пристигна и твојот адвокат. Добар ден, господин адвокат. Добар ден. Многу се радувам што те гледам. Сега ти ќе внимаваш околу договор, бидејќи ќе го исплаќаш престеот секој месец. Јас сум за сестри, бе. Може да одиме. Може да одиме. Анđija, проди ли кој на вратата? Да, госпожице. Добар ден. Добар ден, госпожице. Анđа, добар ден, госпожица Анđа. Јас сум адвокатот на господинот Добровски. Добар ден. Дали е тука госпожицата Злупска? Тука е директорката, но не знам дали ќе ме прими. Повелете вие, причекајте во холото дека ја прашам. Госпожице директор, ве бара господинот Добровски и неговиот адвокат. Прашуваат дали ќе ги примите. Господинот Добровски. Да, се сетих. Нека влезат, нека влезат. Повелете, влезете, директорката ќе ве прими. Благодарам. Добар ден, господице директор. Добар ден. Добар ден. На што се дължи вашата посета? Зашто можам да ви помогнам? Ова е мојата ќерка Сара. Ти треба да престојува во вашето училиште. Навистина. Многу баба керка сте имале. Ви благодарам. Така, значи, тогаш повелете, седнете да се договориме. Па, дали би сакале да се напиете нешто? Забавно, може така да назове. Многу ме радува што ваква млада и културна дама ќе престојува кај мене. За мене тоа е огромна чест. Благодарам на обавите збори. Сигурно вашата жена добро воспитувала и сега ќе биде задоволна од престојот овде. Мојата мајка почина. Кога бев многу малечка. Па така татко ми ме одже да ме воспита. Многу ми е жал за вашата загуба, се минувам не знаев. Мила дана, детка, немој да се секираш, многу баба ќе ти биде овде. Одамна ја изгубивме незината мајка. Па сега мојата принцеза ми е се на светот. Затоа, госпожице, нема во ништо да штедите. Да, секако, разбирам. А за сето тоа ќе направиме писмен договор. Околу сите формалности ќе ме барате мене. Секако, господине. Само не сме ништо да ја пали на нашата Сара. Да, господи, не сме ништо да ја пали. А за тоа колку ќе чини, не прашува. Само мојата принцеза да биде задоволна. Разбирам,
ова тоа царо? Секако. Ајде, оставете момчето. Јас ги гледам мат. Повелете навата. Еве, тука ќе престојува вашата кирка. Мислам дека е прекрасна. А сега ве молам, оставете не насам. Со задоволство. Торбите тука и куферите ставете ги тука. Онде заебат пускалиле. Јас ќе минам пред госпожицата директно за да го завршиме договорот за престол на Сара. Добро, господин адвокате. Сара, керко моја, сигурен сум дека ништо нема да ти недостига. Додека се вратиш. Немој, Сара, за ништо да такуваш. Вети. Ветувам, татко, ти ветувам. Мило моје, сакам да го земеш ова. Ми го даде мајката, за да се сеќавам на неја. А јас ти го давам тебе, Керко, за да се сеќаваш и на неја и на мене. Ох, татко, па ова е прекрасно. Многу ти благодарам. Но запомни, Сара, тоа е многу старо, вредно и благородно. Ела, ако веруваш во него, ако го сакаш од срце, се што ќе посакаш, ќе ти се остане. Ох, татко, а јас одма почнав да го сакам. Сето своје срце, сета своја душа, и си од мој рак. А за другото, онако, како ќе биде, така нека биде. Злато моје, да можеше да те види мајка ти од некаде, сигурно ќе беше задоволна, што си ти толку добра и паметна. Може би се гледа. Може би се радува. Да, Сара, верувам дека е така. А сега, Сара, мора да ода, да не ми избега бродот. До скоро видување, татко, те сакам. И јас те сакам тебе, Керко. До скоро видување. Да не влезе да вие. Господице директор, јас заминувам. Од овој момент грижата за мојата Керка ја имате вие. Секако, секако, господине. Се ќе биде како што се договорите со вашиот адвокат. Дали добро ги извршите? Господине адвокате! Господине адвокате! Дали добро ги извршивте сите формалности од престол? Се ќе биде како што се договориме со госпожицата. Па тогаш јас заминувам. Гледање и среќен пат. До гледање, господице директор. Каде? Ајде ја спрати куќето. До гледање. Гледање. Адвокате, и ве молам, надгледувајте понекогаш. Секако, секако, ќе нагледувам, а сега да помогнам да ви помогнам да дам договор. Да, господине адвокат, побрзам. Замина? Да, заминати се. Ове уште еднаш дали се заминати? Да, заминати се. Па тогаш Анđа, донеси го ценовникот. Да видиме колку чечери престојат од Сара. Што е сега, вие што варате тука? А, господице директор, има и вашата соба да исчиства. Добро, но мало наш товара со тебе. Таа е мојата помала сестричка. Јас идов со мене за да не биде сама. А може и по работата да ми помогне. Ајде. Добро, добро. Слегувајте на побор. Леле да спинче мулчи, зашто може да ми избарка. Дојди, дојди, да влеземе внатре, па таму ќе ти кажам. Па е вака. За младата дама ќе треба се посебно. Ајде, Анđа, чувај што чекаш. Посебна постелнина ќе чини 50 евра. 50. Анđа, што зборуваш, напиши 500. Посебна облека
Кажи ми исто така 50, но може да бъде 500. Айде понатака и посебна изхрана, кажи ми 150. Напиши 200. Айде, господице, ни търна са 500. Добре, айде, напиши 500. Много си ми пенидета. Само да дека плача татко ти, нема да има никакъв проблем. Богата фамилия, кичараме не барбара. Хайджа, аз се заборям. Нема да почнеме за първия час. Бързо вихайте девойките ройките. Девойки! Айде, девойчиня, подгответе се за първия час. Директорката само що не е дошла. Доайдаме! Имаме средба. Първ час. Много сакам да ви разпозна другите студенти. Добър ден, господа. Заседнете се. Утре днес панаката со нас имаме нова ученичка. Се вика Сара. Я викаат малата принцеза. Но подоцна че се запознаете со нея. Сега да преминеме на часот. Дали сте подготвени? Да, драга госпожице, подготвени сме. Тогаш прашувам. Кой знае да ми каже? Кой беше първи председател на нашата самостојна Република Македонија? И кой е година? Айде ти, Александра, кажи. Нашият пръв председател на самостојната Република Македонија беше Кирил Григоров. 1991 до 1999 година. Точно така, Александра, браво си. Следно прашање. Пошто е познат датумот? 8 септември 1991 година. Айде ти, София, ти кажи. Јас, госпожице директор, Да, ти. А што треба? Да ми кажеш, пошто е познат датумот? 8 септември 1991 година. јас мислам Дека 8 Софија, тоа може да причека за подоцна. А сега одговори на прашањето. Јас мислам, госпожице директор, јас мислам... А што е тоа што мислиш? Ајде кажи. Се извинувам, госпожице, жал ми е, но јас мислам дека тоа... Нека да престанете. А ти, Софија, засради се. Седи. Госпожице директор, Молам, Софија, се извинувам, но се сетих. да слушнам што се сети. 8 септември 1991 година Година, е познат датум по тоа што нашата мила татковина Македонија прогласи што прогласи Софија самостојност. самостојност. Точно така. Но следниот пат очекувам да ми одговориш веднаш што те прашам. Седи. Следното прашање ќе го поставам на некој од вас. Два чоловека да го одговори. Ајде ти, Ивана. Ова е основа наста. Ајде ти, Милена. Аз сум на основа на 1930 година. Страна Методијана Мовчинова. Точно така, Милена, седи. Ајде следно прашање. Ајде ти, Верица. Пошто се познати другите вечери. Ајде ти. Дружките вечери се познати много се нещата. А каде се одржува, Ивана? Во градот Струга. Точно така, седнете. Ајде, следно прашање. Ајде ти.
Повторно вие да кажете. Да, повторно аз. Имам нещо да й доставам на господината директор и сила. Дали ви може аз да го доставам или? Не, що знам? Добре, добре, повече. О, вие адвокате. Поведете. Господите Зулса, ова писмо изпълнати tako колко Сара. Лично за вас. Може ли да знам защо се работи? Нема потреба да ви обяснувам. Нас ми пишува все, що треба да направите. Дали е това все, що сакате да ми кажете? Да, госпожите. Гледай, няма да изпрати го човек. Секато. Догледай. Аз бързо да видам защо се работи. Ай, опаре. Леле ми мириса на пари, айде мириси, бе. Овде нема никакви пари. Господице директор, жалам што нема да сум присутен на 11-тиот роден ден на мојата черка Сара. Ве молам незината роденденска забава да биде што може подобра. Слушајте, парите воопшто не се проблем, секако дека не се. Господине Татко, јас сум мајстор за правење скапи забави. Парите ми се најголемата радост. Ајде сега ти, бързо ги девојките. И кажи да се припремат, дека најача турка. Девојки! Дојдете! Повелете, господин Санчо. Денес Сара има роден ден. Роден ден! Да, роден ден. И направиме забава која ќе биде изненадување. Затоа, гледајте да не дознаш. Ајде сега, си одете во вашите соби да се подготвите, да бидете на љубов и на забавата. Но, Сара да не дозна. Добро, одивра! Ало? Добар ден. Дали е тоа госпожа Добрила Пускарошка? Ох, се извинувам, значи Добрила Дуди. Овде е директорка тоа училиште. Да. А ми требаше колку на тоа работи. Имате? Фала ви многу. Знаем дека вие сте секогаш најни. Веднаш ќе ви да покажам ножичка да е цели. До гледање. Анđа, Добрила за среќа имала турка. И бързо учи земја, и се не води Девојки! Дојдете вака. Ајде сега, нека од вас да е бизнесара. Но немојте да им кажувате зашто се работи. Јас ќе одам. Јас сум Сара Ивана. Сара, те бара господицата директор. Што сум направила јас? Не знам, но рече веднаш да одиш. Вие директорите мора се да знаете. Убаво да си поминете на забавата. Сара, ова нека ти најсречниот роден ден досега. Ајде, измисли си се рука и ти. Ајде, Сара, давај! Јас, чудам се следната собота, мисле че во тортата. А вие добро забавувајте се. Сара, ќе правите сега? Да видам. Прво
Помислам дека треба да удам да се простам со татко ми. Това не е просто. Неговата заштита е и доволна за пришто здрав. Како е ова можно? Господинот, сите негови фами можат да диамант. А диамант досега не најдена. Што да правам јас сега? Нашата фирма исто така госпожите директор готова вложи на план. Ама што да правам јас сега? Последните 2 месеца Сања не се исплатени. А нејзиниот родител веќе неше цело богатство. За вас е понешно. Сара и жена сосема наполја. Сигурно може да ви помогне во вашите работи, за да го имате сигурен престој. Да е тоа се што сакате да ми кажете. Да, господите Клопска. Анđела, стани, испрати го човекот. Да, господине. Ајде сите во своите соби. Догледај ме, догледај. Брата јас. Што ќе правам сега сама без никого? Единствената надежда во мојот живот беше мојот татко. А сега и него го нема. Ке биде со мене? Леле, мајко, леле, татко. Него да леле кажи. Вие се уште сте тука, ајде сите право вашите соби. Ти дојдеш со мене. Ајде, ајде, кажуваш се. Ова е твојата нова соба. Овие се твоите нови алишта. Со нив идниот раскош и намалена исрана ќе отплатиш малку од долгот. А за другото, од утре ќе почнеш да работиш за мене. Од сега, ова ќе биде твојот живот. Да, не е баш за принцеза, ама ке се навикнеш. Ќе се навикнеш. Ајде, обликувај се. Побрзо. Побрзо, ајде. Ајде, немој да плачеш поиќе, немој да се занесуваш. Повеќе не си нашата мала принцеза. Сите ме исмејуваат. Сите ме малтретираат. Минаа неколку дена, а ништо немам јадено. Никој не сака да разговара со мене. Чу. Кој е? Ние сме. Тина и Дестина. Велете, влезете. Браво, Сара. Браво. Што барате вие тука? Си имате проблеми со директорката. А Сара, знаеш, дека ништо немаш јадено. Па верувам дека ова ќе ти се допадне. Мачката сакаше да го фрли, но Мартина и многу баш немој. Ајде, Сара, баш едно и заедно да јадеме. Но да не си правите проблеми, јас сакам и дошта суда. Ајде, Сара, седнувај, што чекаш? Многу е вкусно. А как ти можам да ти се одружам за ова? Сара, ти не ти раскажи за твоја прикода. Рече како ја сакаш, ја поверуваш во неа. Да, ето, сега ќе ти раскажам. Јас, Сара, веднаш да си легнала в кревет, немој да ја трошиш свечата. Ако изгори, Сара ќе работиш цел ден. Леле, Сара, подобро и ние да се вратиме во собата пред да не пати. А се иконата ќе ти раскажам. Се разбира дека ќе ти раскажам. Ајде сега, добра ноќ. Добра ноќ, Сара.
Eme ti palci. Očekujem, da mi vratiš kusur. Ako ne dostiga jedna para Saro, će ostaneš bez večera. Da li razmišljaš? Da, i za neke работиш цел ден. Kako smo ih se razvija? Сега što čekaš? Odi. Poveri što treba. Ja si imam potežu života od tvojoj. Nova nije moje. Od gospodincata direktore. Gore, odgovornost tak je jedna dobar. Evo, poveri. No ti se molam, to a ne se moj pari. No ti se molam, vrati mi gi. Što da pravam сега? Избега. Pa kako ti kažem na direktorkата? Anđa, proveri ko je. А, ти си Сароан? Ajde, бле, говори. Da gledam сега što si kupila. Sara, ova hrana ne za ništo. No, te nemaše podobra. Nemaše podobra? A palite kusur od kada, ajde damaj. Da, palite, Sara. Jedan pitač. Što je jedan pitač? Dvoruvaj. Jedan pitač mi gi zede. И ги зел еден питач. Jedan pitač ti gi zede. За ова ќе те казвам. Ајде, запишувај. Ќе треба да работиш. Од рано наутро до доцна на вечер. Да, Сара, дали слушнам? Од рано наутро до доцна на вечер. И нема вечера. И нема вечера. А утре нема појадок. Да, Сара, нема појадок. Дали разбира? Како се разбира? Сега, мајш во твојата соба. Госпожице директор, дали верувате во ова приказ што ми ја каже Сара за питачот? Ти кажам, Анđа, не сум. Но ќе провериме. Треба да се провери. Уште една вечер без вечера. А јутре без доручек. Колку ќе можам јас да издржам, не знам. Но повторно се прашувам дали навистина татко ми е мртов. Ако е, јас сум изгубена за секогаш.
Значи ли ви е забранено гледане и зборување со слугите? Уште храна си дала? Ќе му кажам на татко, дека оценките не ти се толку добри, како и одресувањето, јасно? И се молам, госпожице, се молам, немојте да му кажувате на татко. Доста, Александра. На вистина, доста убаво ти кажува. Аш таму в соба. Александра, грижи се долу таму. И се молиша.
Да. Сара не е овде. Како? Не е овде. Да. Ајде, вчера, Леле, колку многу тагуваше по татка си. И побегна. Да, Сара побегна. И се молам, детето ми беше поверено вам, да знаете. Ако и се случи нешто, ве уверувам дека... Джанайда, гледува ми тоа до вечер. Се надевам дека ќе биде така, госпожице. Добре, а ќе испратимо човекот? До гледање. Не знам. Вие може да ја најдете таму во градот. Добре, да, собери ги, прибарете се околу и по градот. Милена, Александра, доаѓате ваму. Ова, што треба? Сара и Мартина во момент се влизат. Да, побегна од училиштето. Да, затоа соберете се сите девојчиња. Препарајте све што можете околу градот. Мора да ја најдеме до вечер. Зашто сте приготвени? Тоа добро се избегна. Тоа не е ваша работа. Направете како што ви рекол. Ивана! Софија! Сара, Верика, што е? Што треба? Ајде, кажувај. Оние две проверници, Сара и Мартина побегна. Директорот да рече ги бараме низ градот. Ние да ги бараме низ градот. Да. Ајде, инаку. Нека, што директор? Добро, име. Сара, па добро се сети, да ја побараме. И што велите? Сара побегнала. Госпожицата директор вели, опала по вас. Јас сум за се крив. Воопшто не требаше да ја оставам таму. Но господине, госпожицата директор вели дека до вечер ќе ја најдат. И тоа сигурно. А што ако таа греши? Јавете се во полиција. Најмете и приватни детективи. И се. Не прашувам тоа колку ќе чини. Само вие најдете ја. Разбирам, господине. Препното си изгледа. Морам да се. Добро што се вративте. Иначе можеше некој нас да не киднапира. Сака ли некој друг да пријава? Зошто да не? Донеси целбока. Добро. Така, значи. Јас ве пуштив да ја барате Сара, а вие седите. Верувајте, госпожице, секој да ја бараше. Но залу никаде ја нема. А каде ја баравте? Каде? Навистина, да не ја барате во септичка јама, а? Јас ја барав со Софија, со главната улица. Јас и Александра баравме по кеовите на реката. Пребаравме се околу и насосно. Мислам дека на остана место каде што не пребаравме. Ајде, госпожице директор, нека се одморат малку девојчињата, сморели се. Добро, порете се пасата. До подоцна пак ќе продолжиме со барање. Но не можела само така да исчезне. Верувам, господине, ќе ја најдеме. Дайте ми го вешното од врзо. Ведете, за да ви е читање. Овде пишува дека денеска има брод до местото на стеќата. А јас сум сигурен дека Сара ќе дојде кај мене, бидејќи е уверена дека сум жив. Брзо, да одиме на сите пристаништа. Господине, докторот рече дека не смеете да се движите, тешко сте ранени. Но јас веднаш ќе оздравам што ми ја видам ќерката. Воспротивно, зошто ми е животот беден? Да одиме. Разбирам, господине. Сара, јас колку што не има никој. Може да тргнеме и да го побараме адвокатот. Па други научи додатно. Па тогаш ајде да тргнеме. Сара,
така, го купи в училището. За никой повеќе да не ме вознемирува.